Почитувани, добро вечер. Моето име е Виолета Зафировска. Вечерва сум ваш домаќин на ова издание на интервју. Мој соговорник вечерва Виктор Цветковски, генерален секретар на ГРОМ и адвокат од Куманово. Добро вечер, добре ни дојдовте. Добро вечер. Чест ми и задоволство што добив покана да учествувам во вашата емисија. За прв пат сум во вашата телевизија и ми представува задоволство. Се надевам дека ќе бидеме интересни за гледачите на вашата телевизија. Господине Цветковски, да започнеме со она што конкретно вие сте денеска, генерален секретар на ГРОМ во Македонија, политичка партија. Што значеше тоа за вас, односно колку значеше тоа за вас што ви членството и раководството ви изгласаа доверба? Па, што значеше? Сигурно дека лична сатисфакција од аспект на сите оние турбулентни настани кои што претходеа на формирањето на ГРОМ. Од причина што формирањето на ГРОМ дојде како последица на сите оние случувања на локалните избори 2013 година, кога одредени случувања во тогашната најголема опозициона партија, многу од членството на тогашната партија дојде во ситуација да во мојот случај бев исклучен, некои други беа исто така после мене исклучени, некои беа тргнати на страна, на некои ставовите не одговараа со политичките ставови на тогашната партија и така натаму, и неминовно беше после резултатите на тие локални избори да сите тие луѓе, затоа што во неколку градови се обединивме и буквално направивме политичка партија, и кога едногласно ќе добиете поддршка и кога после нормално лидерот наш кој што тогаш победи на локалните избори, некаде по резултатите сите оние што ја формиравме ГРОМ бевме јас и господинот Панчо Минов и можеби и уште неколку кандидати. Тука се кршеше можеби кој може да биде на тоа позиција. Преовлада предлогот да се насочи кон мене, едногласно бев поддржан и сигурно дека постепено ние ГРОМ ја градиме она што ни беше целта, да направиме на политичка партија која ќе биде надвор од оваа поларизација во Република Македонија, која што гледате се повеќе зачестува, многу често последиците кои што ги гледаме од таа поларизација ги чувствуваат граѓаните, и од тука се формиравме буквално да бидеме партија од центарот, и мислам дека полека, но сигурно она за што бевме формирани резултати дава. На првите избори успеавме да бидеме веќе парламентарна партија, за жал само со еден пратеник, но буквално во сите изборни единици имавме солидни гласови. Пример, во четворката за некои 300 гласа не освоивме пратеник, во двојката имавме 5.500 гласа, што не е за подценување ако се земе за една партија, некаде исто во тројката околу 7.000 гласа, и тоа се резултати кои се започит вкупно 32.000 гласа, и еве сега на политичката сцена делуваме како парламентарна партија и сигурно почнавме со подготовките за понатамошните избори. Така, доверба која што сигурно значи за вас од страна на граѓаните, но во локалната власт бевте во партијата на Социјалдемократскиот сојуз председател на општинскиот совет. Како ја оценувате моменталната работа на општинскиот совет сега во Куманово, и дали тогаш кога вие бевте председател наидувавте на обструкции и притисоци? Значи, Советот на општина Куманово и кога јас бев председател, правевме обиди да биде многу потранспарентен како орган, и тогаш донесовме една одлука кој ден денеска воопшто градоначалникот не испочитува. Тоа е за говориме не испочитува во дел на медиуми, значи локални медиуми да биде пренесувано, се определија за портали, односно се определија за своја веб страна на општината, и тоа не е доволно граѓаните да ја следат работата на Советот. А како орган, Советот буквално комуникацијата со граѓаните апсолутно му е многу позатворена од тоа што
беше кога јас бев председател, па можем да кажем и претходно. Очигледно таа нетранспарентна работа пред се е резултат на работењето на господин Дамјановски. Таа нетранспарентност се одразува и на Советот. Сигурно дека ја и тогаш, тоа беше и причината зашто бев исклучен од Социјалдемократскиот сојуз, затоа што директно, буквално се судривме со градоначалникот за одредени точки, кои што сметав ја лично и одреден дел од членовите на Советот на тогашното владеачко мнозинство, дека одредени точки не треба така да бидат третирани, не треба да бидат поминати во Советот. И тие судири на крај се искористија за да едноставно бидам исклучен, а и ден денеска за одлуките тогаш не се кајам, покажа дека работењето на тогашното јавно предпријатие Водовод не е добро и од оваа перспектива гледано знаеме ни што се помина Водовод и тогашното раководство. Ако гледаме одлуката на Куманово паркинг да не се изгласа извештајот, и ден денеска Куманово паркинг е блокирано со огромни суми, а благодарение на тогашните долгови и врз основа на тоа работи со нужни материјални средства. Водовод исто така работи со нужни материјални средства и гледаме дека тие одлуки тогаш од моја страна биле на место, но тоа му пречело на раководството тогашно, пред се говорам на централното раководство и сигурно на градоначалникот Дамјановски, и беше искористено буквално за моја политичка ликвидација внатре во редовите на СДСМ, и неспорно е од тука продолживме онака како што продолживме. Дојдоа локалните избори и јас на тие избори настапив. Настапивте како независен кандидат, имавте интересно мото кое гласеше кт ако не сак. Што значеше тоа? Односно, што доби и што изгуби Куманово, граѓаните на Куманово по локалните избори во 2013 година, со тоа што знаеме се уште дека по трет пат Зоран Дамјановски е прв човек на градот? Значи, ние на тие избори сакавме да покажеме дека на вистина тогаш Куманово беше во една ситуација каде што имате долго време една иста гарнитура на власт во локални рамки, а на централно ниво имате долго време една политичка структура која исто така е долго време на власт, и сметавме дека како не сак дадеме на знаење дека има и нешто трето, и тоа многу често, дури и во тие обраќања останаа забележани ден денеска се со огромен број на прегледи од аспект на тој ентузијазам кој го имавме сите ние. И таа структура која тогаш се обедини буквално многу имаше реално и од членови поранешни на Социјалдемократски сојуз, на ВМРО ДПМН, од ромските партии, имавме подржувачи од албанци, што буквално беше одлика Куманово во мало, имавме власи, и мотото кој што беше од тогашниот наш активист, за жал покоен веќе, кој што во една таква наша размисла како и да дојдеме и до мотото, кога ако не сега покажеме дека има нешто различно, ако не сак борба против корупција, непотизмот и така натаму, тоа беа нашите мотиви да го покажеме тоа. Бевме свесни дека ние не сме во состојба да можеби победиме, но реално игравме на картата и на моето политичко искуство и на дел од поддржувачите, од оние луѓе кои бевме јадрото на таа структура. Игравме, но од друга страна исто така бевме свесни дека се соочуваме со два огромни силни политички блока од една страна, а не запоставувајќи ги двата политички блока од албанскиот електорат, и тука дојдеме во ситуација да тој ентузијазам успеавме да го пренесеме, но не доволно. Успеавме, тогаш и цензусот беше поголем, и бројот на советници можеби тој еден да го имавме со три. Ке беше многу комбинаториката поразлична и ке имавме можеби поголемо влијание подоцна и во формирањето на органите на локалната самоуправа,
но ете не успеевме. Јас и ден денеска верувам кај сите нас кои што тогаш учествувавме, остави белег еден позитивен период кај што пред се имаше другарство, огромно другарство. Задоволни ли сте од тоа како граѓаните ве доживеа, како Граѓаните ни дава поддршка, но веруете и многу пати го кажувам тоа, очигледно во нашите услови политички се уште не сме до тој степен независни. Факт е дека двата политички блока кои што упорно вклучувајќи ги или четирите големи политички партии во Република Македонија, тоа устројство што го прават во делот на јавниот сектор, кај што буквално ги задоволуваат своите членови и така натаму, тоа влече свој корени и со години тоа се воспоставува, се востановува и затоа е многу тешко кога потребно многу повеќе време. Многу време и од првиот пат сигурно дека нема и тоа беше мотивот можеби зошто продолжиме. Штета ќе беше ако со КТ КНСК не продолжиме понатаму. И ние тогаш се деклариравме како независна граѓанска опција. Сега сме граѓанска опција за Македонија, значи продолживме тој пат да го градиме на централно ниво и јас верувам дека тоа што почнавме со КТ КНСК да го градиме, со граѓанската опција, со некои нови идеи во центарот, пред се со директен акцент на граѓанинот, верувам дека полека, но сигурно ќе успееме да го наметнеме кај граѓаните, посебно што ќе дојде моментот кога таа поларизација, кога двајца се карат третиот да дојде до израз. Може би тоа ќе биде и вашата партија. Па, ние до сега, видите, 2014 година бевме сведоци дека многу партии продолжија и се појавија на тие избори. Значи, ВМРО Народна се појави, Достоинство се појави, Алијанса се појави, говорам за самостојни настапи на тие парламентарни избори, бевме и ние. По сите и сегашни анкети од сите нив и дури и од други партии како составен дел на овие два блока кои што ги говориме, левиот раководен од СДСМ и десниот од ВМРО ДПМН, ние успеваме буквално да сме и на анкети, да сме присутни со солиден број на процент поддршка и тоа покажува дека партијата полека, но сигурно си го гради своето место на политичката сцена. Так. Во аферата прислушкувани разговори се најдовте и вие. Како гледате на работата? Како ја оценувате работата на специјалното јавно обвинителство? Тема број 1 овие денови во Македонија. Па, ние во делот на прислушкувањето тема која што Република Македонија, јас лично сметам дека ќе остави големи траги на Република Македонија како држава и со долгорочни последици. Од кои причини? Ние дури како граѓанска опција за Македонија во една блага форма напомнуваме дека сме против договорот од Пржино. Сме против формирањето на специјалното јавно обвинителство. Сме против од аспект на неколку причини. Прво, огромно влијание на странци во сето ова. Република Македонија секогаш кога за низината судбина и за низините национални интереси и пред формирањето на Република Македонија како држава, кога нашите претходници предци се бореле за самостојност, секогаш странците кога се вмешувале, ние сме останувале со кратки ракави. Чувството сега дека не може ние да не може да се договориме, а странците да мислат многу повеќе од сопствениот народ за иднината на оваа држава. Не може да бидат тие позаинтересирани од странците и меѓународните фактори. Тоа е едната причина. Во делот на специјалното јавно обвинителство, во неколку наврати напомнувавме дека формирањето е избрзано, дека не се решени многу правни елементи и тоа во пракса покажува. Значи, покажува дека, еве конкретно и од мојот пример, јас сум единствен во Република Македонија што поднесе кривична пријава против правното лице, Социјалдемократски сојуз, за тоа што ми го објавија разговорот, еден од разговорите објавија, можеби
имаат уште, можеби ќе објават уште, но ја нарушуваат мојата приватност, што со устав е загарантирана и со меѓународни конвенции. Неспорно е да објавија разговор кој што има криминал и да Виктор Цетковски го прикажат како човек кој што е сторител. Во таков дел апсолутно нема и нема ни да има ниту еден разговор. Од друга страна, објавуваат селективно. Значи, ја на тие локални избори 2013 година одговорно тврдам дека многу повеќе разговарав со актуелниот градоначалник Зоран Дамјановски и со представници на СДСМ, не би ги именувал сите други кои што бара средби и разговаравме за можни средби. Дури на тие разговори во една прилика на Бранко Црвенковски му кажа дека после средбата со него и Зоран Дамјановски треба да се видам со Кирил Божиновски и Гордана Јанкуловска. Така беа договорени средбите. Не само јас, туку и представници на КТКОНЕСАК. И ние легитимно беше да разговараме. Затоа што учествуваме во изборите, граѓаните ни дале подршка и тие што ги представуваме во нивен интерес да разговараме. И еден од условите наш тогаш беше ни едни ни други јавно да не ги побараме гласовите од нашите гласачи, едноставно ако може по штабска структура да се насочи. И кога СДСМ објавува еден таков разговор, само за да се дискредитира мојата личност, да се представи во некое својство што смета дека тие треба да се представи, доаѓаме во една ситуација да таа селективност и тој селективен пристап, би кажал рамно и на лицемерие, ве иритира и ве тера да обстоите во битката, да им докажете дека не може тоа така. Да истерате правдата. Република Македонија пати од таа селективност. Ако сме коректни, ако сакаме да освоиме власт од граѓаните на Република Македонија, треба да бидеме еднакви према сите. Не може зависно од нашите потреби да правиме одредени политички потези само кои што нас ни одговараат. Тоа СДСМ го прави и од тие причини СДСМ вака како што е турка, значи еден аршин само кога се тие опозиција, веднаш што ќе евентуално како што покажува локалната самоуправа во Струмица и Куманово, има други аршини, дури многу полоши од представниците на централната власт. И тоа е зошто Гром и се формира, зошто Гром реагира и зошто тие СДСМ го чувствуваат Гром, вклучително посебно господин Стефче Кимовски, мене пратеник од Саздовски како многу поголеми противници. Затоа што кога ние внатре во тој СДСМ говоревме за одредени работи дека не може на тој начин, тоа им пречеше. Тоа се причините зошто и беше објавен мојот разговор и зошто на крај дури на мојот Facebook профил објавив дека нема да застанам тука и дека постапката ќе ја туркам дури и до меѓународните судови, затоа што уставно загарантирано, меѓународно загарантирано, значи со конвенции право на приватност ќе го штитам до крај, не толку своето право колку во Република Македонија како една демократска држава мора да ставиме крај на вакви афери. Гледаме дека во серија ни се повторуваат афери со прислушкување. На последната пресконференција која државте вие, потенциравте дека правдата ќе истерате до крај и ќе се погрижите да поради тоа што специјалното јавно обвинителство први ни ја прифати вашата тужба, а потоа ја одби. Па да, значи и тоа е едно патешествие кое е нормално во правните процедури ни дава можност и неспорно е. Значи јас прво кривичната пријава веќе 10 месеци сме во тој правен процес. Ја поднесов почетокот на октомври и основното јавно обвинителство овде во Куманово ми отврли. Под образложение дека треба да тужам по приватна кривична тужба. За потоа вишото јавно обвинителство да ги прифати нашите аргументи дека треба по службена должност и го задолжи јавното обвинителство да продолжи со постапката. По формирањето на специјалното јавно обвинителство, некако и коинциденција се поклопија термините, веднаш после тоа со допис основно јавно обвинителство го достави предметот до специјалното јавно обвинителство и добивме известување дека со одлука под реден број
специјално јавно обвинителство воспоставува стварна надлежност. Со Законот за специјално јавно обвинителство се воспоставува стварната надлежност на тоа обвинителство. Тоа се исклучиво разговори, односно предмети поврзани со разговори од нелегално следење на комуникациите и буквално тоа е надлежноста. Мој разговор, мојата пријава која што беше пуштена до јавното обвинителство исклучиво е за нелегалното следење на комуникации, поточно став 2 објавувањето на моите разговори. И од тие причини, согласно тој исти член од Кривичниот законник 151 став 6 утврдува одговорност на правно лице. Правното лице знаеме дека Социјалдемократски сојуз направи цел процес од тоа, вистината за Македонија. Тие беа тие кои што ги објавуваа разговорите и такво објавување на разговорите го предводеа тие. И од тие причини, по службена должност, првите 3 става од тој исти член се по приватна тужба, но 6-тиот став, тоа е правното лице, воопшто не е потенцирано, тоа по автоматизам, значи дека по службена должност треба да се гони, посебно кога се донесе закон за утврдување на стварната надлежност. Тоа јавно обвинителство исклучиво има обврска сите предмети да ги расчисти, вклучувајќи го и мојот. Така. Како генерален секретар на ГРОМ, како ја оценувате моменталната политичка состојба која што не само во Македонија, туку насекаде и на Балканот и во светот е број 1. Токму политичката криза која вештачки се создаде од страна на СДСМ. Значи, ние предупредивме претходно дел и лумно одговорив, еве да се надополнам и на претходното прашање, односно мојот одговор, еве и сега, дека двојството кое што се јавува со кризата која што почна со објавување на разговорите, значи тоа двојство ја доведува Република Македонија во незавидна ситуација. Значи ние, еве и во мојот случај, имаме одлука на висше јавно обвинителство, а потоа се случува да специјално јавно обвинителство и покрај одлуката на висше јавно обвинителство и покрај сопствената одлука да работи по тој предмет, на крај одлучува да не работи. И вие веќе имате дуализам на органи. Тој дуализам веќе денеска со реакциите на политичките партии гледаме дека кулминира да се бара и специјален суд сега. Значи, имаме специјално обвинителство, сега судот не ни чини, повторно. И доаѓаме во една ситуација, она што го говоревме во многу примери, имаме една влада на ВМРО-ДПМН, имаме друга влада на СДСМ. Имаме министри кои што не го почитуваат премиерот, имаме премиери кои нема соработка со своите министри. И тој дуализам во извршната власт веќе полека, но сигурно влегува и во судската власт, што апсолутно не е добро за Република Македонија. И оваа криза на долгорочен план може да остави многу долгорочни последици, кои што можеби во овој момент не сме ни свесни. Јас на почетокот на разговорот кажав, значи мене лично ми пречи таква инволвираност на меѓународниот фактор во случувањата во Република Македонија. Тоа покажува дека ние како држава и како граѓани на оваа држава и како политички водства не сме способни да сами ја водиме. Да ставиме крај на нешто што да сами ја водиме Република Македонија, да сами водиме постапки соодветно дали во делот на управата, државата, судството и така натаму, туку мора секојаш некој да ни се вмеша, мора секој некој од надвор. Но тоа вмешување дали е во интерес на Република Македонија? Јас искрено не сум сигурен дека се ова оди на ниво и на страната на Република Македонија. Меѓународниот фактор до сега не успеа да го реши нашиот проблем со името на Република Македонија и спорот кој што го имаме со Република Грција. Зошто лично да верувам дека тие имаат искрени намери за Република Македонија? Зошто не ни дадоа датум за преговори? Ние од 2005 сме во ситуација. Значи, тоа е некоја меѓународна дипломатија
која што сигурно нашата држава, без разлика кој да ја води, настојува тој датум за преговори да го обезбеди. Тоа членство во НАТО исто така. И сега ние да доаѓаме во ситуација, странците да ни кажуваат какво обвинителство ќе правиме, каков суд ќе правиме, кој ќе ни обезбедува обвинителката и така натаму. Значи, ние доаѓаме во ситуација да суверенитетот на Република Македонија е нарушен. Значи, кој, можеби многу нема да се сложат со мене, но на долгорочен план можеби ова ќе излезе како вистина што апсолутно не би ми било драго. И од тие причини сметам дека последиците за Република Македонија се многу долгорочни, трајни и може да бидат пресудни за обстојувањето на оваа држава. Не се работи овде дека не и се дава поддршка на обвинителката или дека и се врши притисок на обвинителката. Се случија настаните да по некоја случајност мојот прес биде ден пред објавувањето на првата истрага која покрена јавното обвинителство за Титаник, популарно наречена. Веројатно бараат и символика во сето тоа, но ниту еден не одговори од специјалното јавно обвинителство зошто јавното обвинителство еве во една ситуација која што можеби е минорна, но дава многу јасни, прецизни правни прашања кои што јавното обвинителство не ги одговори, кои што ќе ни се случат понатаму како проблем. Значи, имате ситуација да ја немам право на жалба, а со член 15 од Уставот ми е загарантирано. Само по тој основ утре пред Меѓународниот суд јас Република Македонија ќе добија. Затоа што ми е загарантирано и со Меѓународна конвенција за заштита на човекови права. Мене специјално јавно обвинителство не ми ја признава. Втората работа исто така, Вишото обвинителство ми признава жалба, ми прифаќа жалбените наводи, јавното обвинителство не оди по нападствата на Вишото јавно обвинителство. Јавното обвинителство специјално донело одлука па да работи по предметот, па потоа не работи по предметот. Апсолутно од грешка во грешка. И на тоа не се одговара. И сега, кога јавното обвинителство излегува на пресконференција и бара да се отвори истрага, ја отвара истрагата, и бара мерка притвор за осомничените, кога судот не ги прифаќа наодите, тогаш е проблем. Зошто имаме повторно двоен аршин? Зошто мене не ми одговара специјално јавно обвинителство? Нека ги реши проблемите. Нека реши што е овде битно и која ќе биде процедурата. Им дава можност. Ја поднесов и приватна тужба, иако ја продолживме постапката со жалба, со колегите од Доминос Юрис, кои што апсолутно заеднички го водиме ова, верувајќи во правдата и во правото, се определивме да пуштиме жалба, иако немам правна поука за жалба, и сега се јава повторно дилемата. Кој ќе одлучи по жалбата? Кога велевме дека е многу брзо, дека многу недоречености има, сега нема кој да ми одговори по жалбата во специјално јавно обвинителство. Ќе дојдат, бараат, тие побараа измени во законот, еве им уште еден предлог, нека си најдат начин како да го решат. Ние утре паралелно можеби ќе се случи да ми се усвои жалбата, да ги воочат грешките и да работат по предметот, но во таков случај понатаму ќе повлечеме приватната тужба. Но сакам да направам паралела дека не може на брзина да ги работи во Република Македонија. Не може еден систем на судство кој што е граден со години и сега да го решаваме за 2 месеци затоа што странците ни кажат. Не може да правиме специјален суд затоа што не знам некоја политичка партија излегла. И законот за специјално обвинителство во член 3 има еден, по мене, сега говорам и како правник, што ми пречи. По мене тој е единствениот закон кој што во своји одредби наведува дека специјалното јавно обвинителство се формира и во согласност со 4 политички партии најголеми во собранието. Апсурд невиден. И тоа ние го дозволивме како држава. Затоа и гром
реагираше во неколку наврати дека не е добар законот и на тој начин не треба, се извинувам, не треба да продолжи да се гради тој систем, но еве доаѓаме да тие аномалии на брзина кои што беа само под одреден притисок доаѓаме во ситуација да ги дава своите нуспојави, а за жал тие се негативни. Доколку се исполнати последните две барања, тоа е законот за медиуми и прочистување на избирачкиот список, предвремени парламентарни избори ќе има на 24 април. Сметате ли вие дека законот за медиуми кој што постои сега треба да се менува и дали ДИК ќе има доволно време да го прочисти избирачкиот список? Еве јас пак ќе говорам како генерален секретар на ГРОМ во оваа ситуација. Значи, ако говориме првенствено регулирањето на просторот медиумски, пред се треба да го регулираат и да го бараат негово уредување или доуредување самите представници на медиумите. Гледате, и овде имаме поларизација. Имаме едно здружение во кое членуваат одредени медиуми, имаме друго здружение во кое членуваат други медиуми и таа поларизација политичка се рефлектира и во медиумскиот простор. И сега, значи, ние доаѓаме на еден ваков начин до одговор и на тоа дека очигледно политиката е присутна во медиумскиот простор, но тоа не значи дека е присутна од една страна или само од друга страна. Очигледно е дека секоја политичка партија настојува да има свое влијание во медиумскиот простор и тоа до некаде и легитимно, ако тоа го дозволиле медиумите. Државата мора да има, значи политичката волја, Република Македонија мора да се стреми кон тоа. Не може, тоа е грешката што се направи со специјалното јавно обвинителство. Не може да се одлуча во согласно само на две страни. Каде се граѓаните што дале подршка на ГРОМ? Каде се граѓаните што дале подршка на достоинство? Не се за подценување. Каде се граѓаните на ВМРО Народна партија, на партијата на Руфи Османи и така натаму? Значи, каде се неопределените кои што од инет не излегуваат, од незадоволство не излегуваат на гласање? Не може да кажеме дека оваа држава ќе одлучуваат само представници на 4 најголеми политички партии. И од тие причини сметам дека медиумскиот простор треба да се остави. Државата максимум што може треба да направи услови, но тие услови треба да бидат координирани исклучиво со представниците на медиумите. И повторно доаѓаме некои странски искуства да ни се пренесуваат. Ние не сме на западната страна од Европа, ние не сме на северната страна, ние сме на јужната страна од Европа. Ние сме на Балканскиот полуостров. Традициите и начинот на живење кој овде постои не е ист што постоел на овие претходно кажани страни од нашиот континент. И тие специфики и прилагодување на потребите на овој народ, на оваа заедница, не мора да значи дека се исти со претходно кажаните и држави и западниот регион на континентот. Од тие причини сметам дека ние повторно влегуваме во еден процес кој што ќе ни направи таа поларизација да биде многу поголема. Сметам дека во овој момент медиумскиот простор треба да се остави, колку и на нас како ГРОМ да не ни одговара. Верувате, на нас ни се случува на пресконференција да немаме, се случувало, значи во последно време не. 2014 година ни се случуваше да имаме пресконференција кај што ни државна телевизија нема да дојде, јавниот сервис. Значи, зошто е тоа така? Па ако некој треба за медиумите, тоа треба малите политички партии да се бориме да бидат ослободени од влијанието на така, да добиете еднакво место на политика. Ако некој треба да се жали, тоа сме ние. Малите политички партии или новоформираните. Тоа што во моментов не значи дека нема да бидеме поголеми. Но факт е дека ние сме тие кои што во овој момент имаме мал медиумски простор и затоа со задоволство ги прифаќаме ваквите покани кои ќе добиеме можност да говориме. Што сметате за избирачкиот список? Има ли доволно време за да се прочисти до 24 април? Проблем во Република Македонија не е времето, туку е политичката волја за секое прашање. И за расчистување со криминалот, и со расчистување на злоупотребите на власта, и со селективноста. Не е проблем ни на време,
ни на место. Проблемот е на политичката волја. Тоа го говорам цело време и кога сум бил член на Социјалдемократски сојуз и сега како генерален секретар на ГРОМ. Значи, политичката волја треба да е таа која ќе биде решителна. Во овој момент ја нема. Значи, нити да се решат медиумите, односно да им се даде на простор на медиумите сами да регулираат, уште повеќе во делот на пречистување на избирачкиот список. Методологијата која што се усогласија за да дојде до пречистување на избирачкиот список, сметам дека Република Македонија многу пати ме критикуваат од опозицијата дека како тоа верувам во институциите. Верувам во институциите на оваа држава, верувам во оваа држава и во овој кадар и овие граѓани се кадарни да направат и пречистување на избирачкиот список, се работи за врвни професионалци и сето тоа може да се направи. Проблемот е на политичката волја. Ако политичката волја и повторно се на знаете каде е проблемот на Република Македонија? Поларизацијата политичка која до тој степен дојде, значи која што со години се наелектризира до тој степен, имаме буквално битка до истребување. И некогаш не се работи за прифаќање на ставовите на опозицијата или обратно, ставовите на партиите од власта, исклучиво само ради тоа што ги дава другиот. И тука е проблемот. Иако се добри, иако се подобри и така натаму, не се прифаќаат само поради тоа што доаѓаат од другата страна. И тука е проблемот. А не се работи дека прашањето или предлогот е лош. Туку само поради тоа што го дава другата страна. И од тие причини ние треба пред се да работиме на свеста на граѓаните. Локалните избори 2013 година, дури и парламентарните избори 2014 покажаа дека независноста, слободниот ум во Република Македонија да решавате по сопствено убедување, процентот е многу мал на слободумни граѓани. Таа поставеност е до тој степен, значи, униформираност, дали во јавниот сектор, дали во одредени други структури, до тој степен поделен, да буквално не можеме да дојдеме. И мислам дека и ГРОМ се залага за зголемување на свеста на граѓаните, за одлуката која носат и така натаму, но и во делот на политичкото делување. Имам чувство, и многу пати го говориме тоа, дека многу луѓе политиката е сваќаат дека на одредена политичка позиција се доаѓа за да се обезбеди семејството, за да се обезбеди идните поколенија, за да се, и тоа треба да му ставиме крај. Значи ГРОМ се залага за тоа. И верувам дека постепено ќе дојдеме во таа ситуација и како држава да буквално, верувате, не може странецот до тој степен да ни влие додека на овој граѓанин не му дојде преку глава. Имало ситуации во македонската историја кога граѓанинот знае стварно да му дојде преку глава и да си земе судбината, граѓанинот тој што ќе одлучи, не странци. Граѓаните се тие да одлучуваат за сопствената улога во сопствената држава и се тоа што се случува. Гледате и денеска, овие денови имавме ситуации каде што се повеќе се напрегнува прашањето околу иселување на младите луѓе. Тоа е затоа што не сакаме да одредени работи си ги решиме, многу ни е полесно да избегаме, ама каде не можеме сите да избегаме. Некој треба и да си го решиме проблемот овде и веројатно некој ќе се фати проблемот да го решава онака како што треба институционално. Еве ГРОМ ќе има шанса на предвремените парламентарни избори да понуди нешто ново на граѓаните. Со каква визија и што ќе понудите конкретно вие како партија? Па еве ние во тој дел, значи пред се демократизација на општеството, упорно се залагаме за тоа. Ние неспорно е дека сме дел од владеачката коалиција, значи влеговме постизборно, влеговме после изборите и за многу прашања кои што сме ги предложиле било прифатено од страна на носителите на коалицијата, но сигурно дека допрва ќе предстојат разговорите и погледите околу агендата, на кој начин да дојдеме до граѓаните. ГРОМ веќе има формирано свој штаб, централен изборен штаб. Се подготвуваме за изборите во еден процес кој што веќе влегува во една фаза каде што
се подготвуваме интензивно, поддршката ја имаме, членството ни е подготвено, што многу не радува, доаѓаме во ситуација да се уште имаме прилив на нови членови и тоа покажува дека полека, но сигурно сме различни. Да, и довербата, но истовремено и сме поразлични од другите. Значи, очигледно е дека кога имате нови членови, а не одат во една или во друга партија, ве доживуваат дека треба да ви дадат доверба и да пристапат кон партијата и тоа ни дава за право да размислуваме. Се уште немаме одлучено дали ќе настапиме самостојно или можеби евентуална понуда за коалиција се уште немаме добиено, но доколку се случи да и тоа сигурно дека ќе биде размислувано, нашата одлика како политичка партија е да граѓанинот пред се има свое место. Тој ни е центар на фокусот, значи пред се многу често го кажуваме тоа дека во овој момент граѓаните на Република Македонија буквално се запоставени. Се додека се води, кога во закон се става дека во согласност со политичките партии, 4 најголеми, вие имате буквално закон кој што дисквалификува дел од електоратот, што не е добро. И тука гледате дека граѓанинот е запоставен. Од тие причини упорно се бориме да граѓанинот е тој кој што ќе одлучува, демократијата всушност е тоа да народот одлучува и веруваме дека пред се таа демократизација на општеството Гром ќе даде свој придонес и тоа ни е целта да успееме да го направиме. И на наредните парламентарни избори ние донесовме дури одлука на извршниот одбор. Гром, доколку дојде до одлагање на изборите со одлука на собрание, ќе се противи на таквата одлука, од причина што сметаме дека таа политичка волја која упорно говориме за се, дека треба политичката волја да се кристализира, сметам дека Република Македонија треба пред се да се стави крај на се тоа што се случува, да се стави крај на оваа криза, само на тој начин со нови избори, легитимно избрана нова власт, мислам во аспект на нов мандат и тоа ќе даде, значи, пред се решение на оваа криза која веќе зема замав и дава последици се полоши и полоши. Мислам дека од тие причини ќе се противиме на одлуката за одлагање на изборите и нема да ја поддржиме преку нашиот пратеник во собранието. Не дека тоа од една страна покажуваме дека сме подготвени за изборите, но од друга страна исто така сметаме дека граѓанинот мора да му се врати на граѓанинот да одлучи. Доволно слушна преку прислушкуваните разговори, доволно виде преку сите овие случувања од Пржино и така натаму, и граѓанинот сигурно знае што треба да прави на овие избори. И од тие причини сметаме дека треба на граѓанинот што поскоро да му дадеме можност да одлучи на кого ќе му ја даде довербата. Кога сме веќе кај граѓаните кумановци, освен тоа што ве знаат дека сте генерален секретар на Гром, ве знаат и како адвокат. Зошто адвокатурата и правото? И како се сеќавате на вие на оние студентски денови, многумина велат дека се едни од најубавите? Па да, мислам, студентските денови веќе сме и во некои години кога можам да кажам дека и веќе сме изградени во професионалци кои многу често одлучуваме во клучни моменти. Вчера дури во судот видов колеги кои што од факултет ги поминавме заедно студентските денови, еден од Куманово, еден од Кочани, еден од Скопје, за еден клучен предмет овде во Куманово, и тоа онака со една драж подсетува дека сепак доаѓаме кога нашата генерација веќе е клучна во клучни моменти за Република Македонија. Инаку адвокатурата е прекрасна професија. Таа слобода која имам како адвокат, да кажам, да се тоа на што го правам, многу често за нас адвокатите велат дека ние сме најсилната опозиција на секоја влада. Ние секогаш се бориме против одлугите на државата, против јавното обвинителство, ние сме тие кои што се спориме и така натаму. И буквално сме некоја опозиција која и да е власта, ние сме опозицијата внатре. Обвинителството знаеме дека го штити државниот систем, ние сме тие кои што треба да ги најдеме
да ги најдеме моментите каде што ќе ги покажеме слабостите на тој систем и така натаму, од друга страна да докажеме. Таа слобода вреди многу и таа слобода во политиката настојувам да ја спроведам. И овде една паралела само би споменал дека Громе е една од ретките партии која во својот статут нема исклучување. Благодарение можеби на мојот адвокатски пристап, на таа слобода која ја пренесовме, можеби од искуството на сите нас кои го формиравме Гром, претежно сме исклучени членови од некои други партии, ради нашиот слободоумен став, и од тие причини адвокатурата ја сакам, дури многу пати си кажам, требаше порано, имаше и претходно размислување за да отпочне, да ја отпочнам самостојната дејност, но не е касно, не е доцна. Сега точно во прав момент еве и сите овие случувања во Република Македонија и оние ходници кои вчера или ноќеска и овие денови ги гледаме многу често, се многу познати и самото чувство таму, така да од тие причини адвокатурата е прекрасна професија, а посебно многу е битно кога граѓаните ќе ви дадат довербата, значи да им водите одреден случај, да се борите за нивната судбина, тоа е исто. Тоа е сепак едно непроценливо нешто. И огромна одговорност, но тоа ве храни, тоа ви дава буквално да се најдете себе си, дека вашата одговорност како карактер, како профил на човек, ви дава можност тоа да го реализирате во Колку е важна поддршката од семејството и ја добивате ли вие за да истраете и да успеете еве и во политиката и во правото и адвокатурата? Па јас во суштина важам за комуникативен човек и поддршката од семејството апсолутно е многу битна, значи и за посебно политичките води, а реално ја можам одговорно да кажам дека поддршката за адвокатурата имам од самиот почеток, огромна поддршка од мојата сопруга, додека секогаш имала одреден едно благо противење можеби на политиката и мојот политички ангажман. Така да професионализмот како карактер во адвокатурата наоѓа свое место, но наоѓа и во политиката. И добро е што повеќе правници да има. Овие денови гледате, значи сите дебати на телевизиите се од адвокати. Значи каде и да и моето чувство искрено прекрасно е чувството кога ги следите и кога ги слушате колегите. Значи и мислам дека на тие професионалци, и ако што повеќе професионалци вклучиме, такви професионалци вклучиме во политиката, оваа држава многу повеќе ќе профункционира. И затоа треба професионалците да не им дозволуваме да се тргаат од политичките води. Треба да бидат вклучени за да буквално одлучуваат. Тогаш, значи, квалитетот ќе дојде до израз. Имаме една ситуација во Република Македонија каде што квалитетот бега, се трга. Не може начинот на кој што се сведе во Република Македонија политизирањето, значи да можеби е далеко од политиката, доаѓаме во ситуација да буквално квалитетниот човек се трга и бега на страна. И тоа е можеби моето излегување во адвокатурата 2013 година е резултат и на некои такви случаи. Гледате дека тоа за што се залагате не поминува во вашата партија, дури за тоа сте санкционирани и исклучени. И доаѓате во ситуација да викате тогаш мојот оној карактер, мојот пристап на работите во мојата професија ги си најде свое место како што си најде. И ми е драго што 3 години веќе работам како адвокат и тоа апсолутно сум задоволен од резултатите и сигурно задоволни си странките, што е многу битно. Тие не држат и можам да кажам дека апсолутно сум солидно прифатен од колегите, поддршката ја имам и од семејството, што е многу битна, значи генерално и во делот на работата, најмногу трпат реално децата, тие имаат потребата од родител, имаат многу често потреба да сте со нив, да споделите, не знам, од спортски активности, од дополнителни едукации и така натаму, има потреба од вас. Сето тоа до сега можам да кажам дека успешно го балансираме.
ако кажам дека и Со што друго се занимава Виктор Цветковски, освен политика и право? Пријателите ме знаат, дури и во политиката ме знаат, колегите кои што заедно работиме, ме знаат и странките дека неделата не ја давам на никој, освен таа е посветена за посебно кога е ловна сезона. Значи, хоби лов, не знам, тоа е можеби резултат на некој мој, можеби што велам ја и на спецификата на овој регион, балканскиот е некако милитантен регион, но некоја генетика, не знам, што велам многу пати. Моите двајца дедовци се учесници во НОБ, татко ми љубител на оружје, тоа премина на мене. Сега има разлика, многу често се убедувам, значи треба една дистинкција. Верувате, ја едно време ќе објавив некоја слика, фотографија на мојот профил Facebook и гледам реакции различити. Не сме ние крволочни убици и така натаму, пред се сме ловџиите хумани луѓе, ја сакаме природата. Тој адреналин кој што со надмудрување со животните, посебно, ја некако сум ловец кој што многу повеќе дава предност на крупниот дивеч, лов на крупен дивеч, и тоа веќе е некое надмудрување со природата и многу пати ми се случува да има одредени реакции. Значи, јас велам што повеќе да има ловџи, значи многу повеќе ќе ни е заштита на природата. Дали верувате дека ние буквално не оставаме едно парче хартија во природата која ќе излеземе, со колегите ловџи што идеме заедно, водиме сметка за природата, развиваме меѓусебни некои релации. Таа почит која ја имаме со други ловџи што ќе се сретнеме, тоа издржување во природата, не знам, тоа другарство кое, таа солидарност која се јавува, дај што повеќе такви можности да има и во политиката. Не знам, ќе ни заглави джип, се слуша мотора, тоа ни се случи сега пред неколку недели. Не слушаат други колеги каде што сме заглавиле моторот брчи, се јавуваат сами, се нудат, доаѓаат да не најдат, да ни помогнат. Значи тоа се некои моменти што ви даваат заправо па љубовта кон животните, па домашните, па кутрињата, тоа е се нешто што ви дава задоволство и што ве опушта. Значи кој ќе излезете таму, не ми е мене целта да јас отидам и не знам да пред се направам некој улов или пред се да излезам во природата, тоа чувство на -10, како што пред неколку седмици се случи, -15 излеговме, цел ден беше -10. И вие успевате во таа природа, воопшто да не го почистувате тој студ, а чувствувате природата, чувствувате тој воздух е сосема различен. И тоа се моменти што ви прават задоволство и што ви даваат да буквално од сите активности и ангажмани преку неделата малку да ги... И ве релаксираат од оно што е ваше секојдневие. Сосема за крај на разговорот, времето ни истече. Би сакала да ве прашам, што е она што им е потребно на граѓаните на Македонија, на граѓаните на Куманово за подобар живот, за добра иднина, и сосема за крај имате можности да им се обратите? Па сметам пред се толеранцијата, меѓусебната почит. Сето тоа е нешто кое граѓаните на Куманово ги одликувало и претходно. Значи, ние сме град кој што важиме за другари, важиме за луѓе кои што сакаат да и се нашалиме, и да работиме, и да функционираме заедно. Имам чувство дека овој град некако се затвара, се помалку тоа што беа наши одлики на времето или одлики на нашите предци, да имаме другарување, да имаме некој начин на живот кој што пред се покажувал и толеранција и разбирање, некако се повеќе се затвараме и мислам дека полека, но сигурно треба таа слика да ја промениме, треба многу повеќе толеранција, многу повеќе разбирање, многу повеќе искрено постапување едни према други. Ја верувам дека резултатот ќе си дојде. Сметам дека овој град може многу повеќе, сметам дека овој град се наоѓа во еден период кој што по мене треба што побрзо да се излезе од него. И мислам дека и локалните избори 2017 веќе за неполна година ќе дојдат многу брзо. Мислам дека ќе
таа промена која сите ја чувствуваме дека треба да дојде. Не е битно кој од која политичка партија, треба некој нов дух, треба нов Нова пристап, енергија. нова енергија, треба сосема нешто различито од она што. Значи на овој град му треба многу повеќе транспарентност, многу повеќе другарство, многу повеќе сослушување еден на друг. Ние имаме ситуација кај што имаме една апсолутно затворена локална самоуправа, што сметам дека и се повеќе се затвора. Ја не знам, градоначалникот го немам видено на некој јавен настап, говорам не на медиуми, говорам во градот на некој настан кој што Е важен и битен за граѓаните. Или на крај многу анегдоти има за поранешните функционери. На работа доаѓале пешки, по пат ги слуша мислењата на граѓаните, на враќање ги реализира. Значи тоа не е одлика на овој градоначалник и ова локална самоуправа и мислам дека тоа треба и верувам дека постепено ќе го вратиме светлото кое што треба да го краси Куманово. Така. Ви благодарам што одвоивте време, што бевте дел од ова интервју. Се надевам дека и понатаму ќе имаме успешна соработка и ќе разговараме на голем број теми. Ми беше задоволство да бидам ваш гостин и секогаш сум подготвен да повторно бидам гостин во вашата емисија. Така, благодарам уште еднаш. Почитувани, благодарам и на вас што вечерва одвоивте време да го проследите ова интервју. Останете и понатаму со програмата на К3 до следното ведување во вторник во 21 часот. Довидување.